Добар ден. Вести во 18 часот во нив ќе гледате. Владата очекува ефикасна истрага за опожарувањето на двете дипломатски возила на бугарската амбасада во Скопје. За кратко време успеа да го локализираат пожарот на две патнички возила. Украина и Молдавија и официјално тргнаа по европскиот пат. Отворен првиот преговарачки кластер. Today it will really be or is a mega day or a mega Monday for the enlargement process. Законот за правична застапеност на собраниска седница. Власта и опозицијата во клинч за решението, што треба да го наследи балансерот. А регулаторната комисија попладнево ги испорача новите цени на горивата. И бензините и дизелот поскапуваат од половина до 2 денари за литар. Од утре завршува кризната состојба, а со тоа и владината мерка за намалување на акцизите. По добрите вести од Блискиот Исток, премиерот Мицкоски очекува од следната недела значајно намалување на цените. Маја Стојановска со деталите за ова. За 2 денари поскапува бензинот Евросупер 98, за денари половина Евросупер 95, додека дизелот поскапува за половина денар по литар. Регулаторната комисија за енергетика ја објави новата одлука за цените на нафтините деривати, според која од полнок дизелот ќе се продава по 87,50 денари за литар, додека бензините ќе чинат по 87,50, односно 90 денари за литар. Одлуката доаѓа во моменти кога завршува кризната состојба во земјава, со што престанува да важи владината мерка за намалени акцизи на нафтините деривати, а од утре пак истекува и попустот од 2 денари по литар што го одобруваше ОКТА. Сепак премиерот Христијан Мицкоски потсетува дека одлуката на регулаторната комисија се темели на движењата на цените од изминатата недела и очекува веќе од следната значително да се намалат цените на горивата во земјава, согласно актуелните состојби на светските берзи. Следната недела очекувам значајно намалување, бидејќи од денеска цените на берзите за нафтата и нафтените деривати драматично падна. Ги следев патувајќи кон Битола, некаде околу 82-83 долара за барел се движат. Така што веќе следната недела очекувам поголемо и позначително намалување. Ако овој договор помеѓу Соединетите американски држави и Иран што го објавија пакистанците е финален и конечен и се става крај на оваа неколкумесечна војна која што предизвика најголемата криза енергетска во последниот милениум, тогаш можеме да бидеме прилично среќни и задоволни од тоа како се справивме во овие исклучително предизвикувачки времења. Ценовниот притисок врз горивата започна пред околу 3 месеци, кога ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток предизвика нагло поскапување на нафтата на светските берзи. Во тој период македонската влада прогласи кризна состојба во енергетиката и воведе мерки за намалување на ценовниот шок, меѓу кои намалени акцизи и ДДВ за нафтините деривати. Според премиерот Мицкоски, покрај турбуленциите на светскиот пазар, Македонија останала меѓу земјите со најниски цени на горивата во регионот. Тој посочи дека тоа особено се чувствува во пограничните градови, каде дел од бензинските станици бележеле до 50% поголем промет. Жестоки реплики и контрареплики на расправата за предлог законот за правична застапеност во собранието. Опозицијата бара да се повлече законското решение, власта и реплицира да не прават политички фолклор. Игор Манасиевски следи седницата. Игор, кои се ставовите на партиите за законот кои треба да го замени балансерот? Така, Тања, првично да кажам дека во моментов трае паузата која ја побара координаторката на пратеничката група на ДУЕ, пауза од 1 час и се очекува негде во 18:30 да продолжи расправата за законот за правична застапеност во прво читање, кој треба да го замени балансерот. Од високи извори во собранието дознаваме дека носењето на овој закон ќе се исцрпи денеска расправата, но сепак нема да се гласа. Неофицијално причината е недоволниот број на пратеници во салата за да се гласа. Предходно инаку на оваа собраниска седница и предходеше јавна расправа на која своите ставови ги искажаа експертите, а во собраниската сала попладнево се разменија жестоки реплики за и против овој закон. Пратеници
пратениците на Влен ја бранеа потребата од носењето на овој закон, додека Европскиот фронт, предводен од ДУИ, жестоко критикуваше и смета дека треба да се повлече од собранието, бидејќи се коси со Охридскиот рамковен договор. Да погледнеме дел од дебатата денеска во собранието. Вашиот став во врска со предлог законот е фаталистички став. Бидејќи мислите дека со еден закон што на некаква форма има зборови што се слушат или звучат добро, но без никакви механизми, облигативни механизми. Ако се повикувате и на законот и недостигот на етничките квоти, јас ви гарантирам дека овој закон од експертите кои што го изготвија овој закон е закон кој што ги опфаќа и етничките критериуми. Денеска доживеавме уште еден пораз на нашето општество. Од 16 пријавени за збор има само еден неалбанец. Драги мои, правишна застапеност не е прашање на албанците и на другите. Правишна застапеност е прашање на општеството, на мултикултурализмот. Ова е закон за сите албанци, за сите други етникуми, значи ги допира сите заедници, етнички заедници. Ние баравме да се донесе со Бадентер. Ние сами го побаравме ова, бидејќи ќе има потпун легитимитет. Колега Чуку, немате право да говорите, немате ниту кредибилитет да говорите за закон за правична застапеност, затоа што ниту една албанска компанија не доби ништо од унгарскиот кредит. Немате право да говорите за правичната застапеност кога во Министерството за политички систем има такви скандали со грантови, каде што има фондови за српската заедница, меѓутоа не за албанската заедница. Така ги слушнавме репликите и контррепликите во собранието, инаку законот ќе се носи со така наречено мало Бадентерово мнозинство. За да помине треба да има 61 глас, како и мнозинство од присутните пратеници што припаѓаат на немнозинските заедници. Ако не се гласа денес, собранието дополнително ќе соопшти кога ќе биде гласањето за потребата од носењето на овој закон. Игор, ти благодарам за информациите од денешната собраниска седница. 2 дипломатски возила попладнево се опожарени пред бугарската амбасада во Скопје. Неофицијално се трага по непознат сторител кој среде бел ден прво потпалил едно, а од огнот било зафатено и друго возило. Осуда за инцидентот упатија и од македонската влада и од бугарското МНР. Ивана Стојановска. Делумно опожарени 2 дипломатски возила во сопственост на бугарската амбасада во Скопје. Случајот бил пријавен и до МВР, од каде велат дека полициски екипи го документирале настанот и работат на негово расчистување. Неофицијално се трага по непознатиот сторител кој избегал од местото на настанот. Непознат сторител го полеал едното возило со запаллива течност и го запалил. Меѓутоа, од првото возило било зафатено и возилото кое што било паркирано во непосредна близина до него. Станува збор за 2 возила со дипломатски регистерски таблички. Опожарените возила за кратко време биле изгаснати од страна на Скопската противпожарна бригада. Добиеме дојава за настанат пожар на патничко возило на улица Теодосиј Гологанов. Веднаш е смотено едно противпожарно возило со 3 пожарникари кои за кратко време успеа да го локализираат пожарот на 2 патнички возила со дипломатски регистерски таблици. Настанот најостро го осудија и од владата и од македонското МНР и го оценија како вандалски и недозволив чин. Ваквите постапки представуваат напад врз принципите на безбедноста, дипломатските односи и меѓународното право и не смеат да имаат место во демократска држава. Како влада сакаме да испратиме јасна порака дека секој обид за предизвикување тензии, ширење омраза или нарушување на безбедноста ќе биде максимално санкциониран. Нема да дозволиме поединци да ја нарушуваат репутацијата на Македонија, се наведува во владиното соопштение. Реакција и осуда пристигна и од бугарското МНР. Според нив станувало збор за чин на агресија и нов напад врз Бугарија и бугарите и бараат навремено и праведно расчистување на случајот. Овој најнов напад врз Бугарија и бугарите е резултат на агресивен политички говор, поттикнување омраза и недостаток на соодветен одговор од страна на институциите во претходни слични значајни случаи, што создава чувство на неказнивост за сторителите, наведуваат од бугарското МНР.
Во пожарот нема повредени лица и не се зафатени објекти во близина на бугарската амбасада во Скопје. А министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски денеска остварил телефонски разговор со бугарската колешка Велислава Петрова Чамова. Во рамки на разговорот, министерот Муцунски најостро го осуди инцидентот што се случи денеска, при кој беа опожарени возила во сопственост на амбасадата на Република Бугарија во Скопје. При тоа министерот информираше дека надлежните институции веќе преземаат соодветни мерки за целосно расчистување на случајот, утврдување на сите околности и изведување на сторителот пред лицето на правдата, информираат од МНР. Украина и Молдавија официјално ги почнуваат пристапните преговори со Европската Унија само 3 години по добивањето кандидатски статус. Двете земји во Луксембург го отвораат првиот преговарачки кластер Основи, кој е темел на преговарачкиот процес. Еврокомесарката Марта Кос денешниот го нарече голем ден за проширување. Андријана Лазова Божиновска со детали. По само 3 години откако добија статус на земји кандидатки, Украина и Молдавија ги започнуваат пристапните преговори со Европската Унија. Првиот чекор со отворање на кластерот Основи го започнуваат во Луксембург на меѓувладини конференции, а уште на самиот старт од Унијата изразија очекување овие две земји да ги отворат и останатите кластери во рекордно време следниот месец. Ова не значи и брзо членство, туку почеток на најсуштинскиот дел од процесот, изјави еврокомесарката за проширување Марта Кос. Today it will really be or is a mega day or a mega Monday for the enlargement process. First, we will have the first biggest step for Ukraine and Moldova after they have gotten candidate status in 2023. So finally, we will be able to open cluster 1 for both of country. Why? Because they have delivered. It was really a time that we do this. And if they deliver, we should deliver too. That's why I expect that we will open all the rest of 5 clusters then in July. Наспроти брзата трака за Украина и Молдавија, Македонија е во ЕУ чекалната од 2005 година. Според премиерот Христијан Мицкоски, разликата е во околностите, но смета и дека клучна улога има тоа што претходната влада и сегашна опозиција прифатиле услови на штета на македонските интереси. Тој порача дека и покрај тоа, владата ќе продолжи со испорака на реформите согласно планот за раст. Покрај тоа што ние контролираме целата држава и немаме такви проблеми како што имаат овие две земји, има една многу посуштинска разлика, а тоа е дека опозицијата не работи против своите граѓани и својата влада, не ја кодоши сопствената влада и не работи за интересите на туѓи влади кои што имаат поинакви интереси, како што е во нашиот случајот. И поранешната власт, односно поранешните власти во овие две држави обезбедувале консензус кога станува збор за стратешки прашања против надворешни предизвици. Покрај овие две држави исчекор прави и Црна Гора со затворање на уште 2 поглавја. Според еврокомесарката Кос, доколку продолжат со реформите, тие имаат шанси до крајот на годинава да влезат во завршната фаза од преговорите. Од друга страна, на Советот за надворешни работи во Луксембург учествува и Арменија, за која од Унијата најавија поддршка по се поголемиот притисок од Москва. Сите 9 полицајци обвинети за злоупотреба на службената положба во врска со дискотеката Пулс денеска негира вина. Бранителите на дел од нив реагираа дека не ги добиле потребните докази кои ги побарале, а биле пријавени при истражната постапка. Михајло Видимлиски. 9 полициски службеници обвинети за злоупотреба на службената положба при издавање согласно за издавање на лиценца за дискотеката Пулс во Кочани негираа вина пред судот. Станува збор за службеници кои се од Кочани, Штип, Радовиш и Пробиштип, а дел од нивните бранители забележаа дека се уште не ги добиле за нив клучните докази, односно службени белешки, според кои некои од обвинетите извршиле проверки и не дале согласност за лиценцата, што се променило по укажување на старешини. Селективна правда не е правда, бидејќи отсутствуваат одредени писмени докази кои во претходната истрага која беше запрена за истите овие обвинети лица ги нема. Тие се докази многу битни кои на одбраната, од кои може да се види дека се провериле, правиле се од себе давале се од себе да
не дојде до вакви ситуации како што дошли. Мојот клиент е 3 години во пензија пред да се случи дискотеката Пулс. Според обвинението, тие имале должност да направат проверки околу нарушувањата на јавниот ред и мир и безбедносните сообраќајни решенија околу објектот, што е поврзано со барањето за лиценца до Министерството за економија, но не ја исполниле. При тоа возможиле Пулс да добие лиценца во 2022 и 2023 година, а дискотеката и неформалниот сопственик Дејан Јованов Деко да остварат имотна корист од околу 10.000 евра. Им се става на терет дека во еден одреден временски период, истите како полициски службеници не ги направиле соодветно проверките кои што се однесуваат на евиденција на нарушување на јавен ред и мир и не ги направиле проверките на терен кои што се однесуваат на сообраќајните решенија, односно безбедноста на сообраќајот, кои што се услови неопходно потребни да се проверат за да може да се даде мислење, односно согласност за добивање на лиценца. Судењето за овој случај ќе проложи на 29 јуни со изведување материјални докази на обвинителството. По условната пресуда за тројца полициски службеници, во Скопскиот кривичен суд се постапува по уште еден предмет со 13 полициски службеници, кои ноќта на 16 март лани биле во дискотеката Пулс, но не спречиле активирање на пиротехниката. Денеска и во текот на утрешниот ден ќе бидат исплатени субвенциите од 33 милиони евра за тутунарите, соопшти премиерот Христијан Мицкоски, според кого владата исплатила средства повеќе отколку претходната влада за 3 години. Од СДСМ обвинуваат дека по 2 години власт земјоделството било на колена. Во текот на денот и утре на сметките на тутунарите ќе легнат парите од субвенциите. Ова го соопшти премиерот Мицкоски, кој рече дека налогот за исплата на нешто над 32 милиони евра од платежната агенција е веќе во трезорот за да се пуштат парите кон земјоделците. Премиерот Мицкоски посочи дека во 2024 година, кога ја презеле власта, исплаќале за останати субвенции дури од 2021 година и дека сега за неполни 2 години веќе се исплатени тековните субвенции за 2025. Оваа влада за 2 години, денес или утре ќе ги исплати 2 милиарди денари за тутунарите, вкупно ќе има за 2 години исплатено околу 15 милиарди денари. Што се однесува до поддршката која што во јавноста е позната како дел од оној унгарски кредит, минатата недела беа исплатени, односно префрлени некаде околу 120 милиони денари, или кога све ќе се заокружи од почетокот на овој проект до денеска, зборуваме за вкупна сума од 230 милиони евра. Премиерот посочи дека е огромна разликата во односот кон тутунарите, што се гледа според тоа. Пред 4 години тутунот се откупувал по 150 денари, а сега последната договорена цена е за 450 денари за килограм, што се одразува и во вкупно откупените количини, кои тогаш биле од 16 до 18.000 тони, а сега се од 26 до 28.000 тони на откупен суров тутун годишно. Претходно преку соопштение, опозицијската СДСМ обвини дека премиерот ги излажал земјоделците и наместо ветувањата за поголем просперитет, сега земјоделците се соочуваат со намалени субвенции, ниски откупни цени и немање пласман. После 2 години власт земјоделството е на колена. Субвенциите се намалени за 40 милиони евра и постојано каснат. Откупот на земјоделски производи е намален за 46%. Трошоците за производство се зголемени. Буквално нема сегмент во земјоделството каде нема сериозен проблем. Според СДСМ доказ за падот во земјоделството е состојбата во сточарството и кризата со откупот на млеко, кој во делови од земјава се најавува дека ќе запре, а цената на млекото е падната за над 30%. Денес литар млеко според СДСМ се откупува за едва 20 на денари, цена која не ги покрива ниту основните производни трошоци на сточарите. Од СДСМ денеска обвинуваат дека власта на ВМРО-ДПМН била во бизнис шема поврзана со тендери кои ги добивале нејзини омилени фирми. Опозицијската партија прозива дека скандалот бил уште поголем, бидејќи истите фирми имале само 2, како што тврдат, омилени фирми со заеднички проектанти и надзор. Во десетици општини и институции из државата се повторува еден ист образец. Истите изведувачи добиваат милионски тендери, а на нивни надзор работат само 2 фирми. МГ Проект и МБМ Архитекти.
МГ проект во овој период успева да склучи договори со вкупна вредност од 2,4 милиони евра. А МБМ архитекти за овој период успева да склучи договори вредни 2,9 милиони евра. Тоа го кажуваат јавно достапните податоци. Во проценти, ако пресметаме, од 2024 до 2025 година, вторава фирма има раст од неверојатни 288,65%. Реакција на ВМРО ДПМН. Јон Фрчковски, синот на истакнатиот идеолог на СДС, кој што со последните совети партијата предводена од Венко Филипче со сигурност ја турка кон политичка маргинализација. На пресконференција излезе да брои која фирма колку тендери добила. Тоа што Мали Фрчко сака да го представи како некакво си откритие е јавно достапно и секој заинтересиран може да го види со мал труд истражувајќи на официјалниот сајт на електронскиот систем јавни набавки. Сите споменати фирми се компании кои долго време работат, регуларно се пријавуваат на јавните набавки и согласно најповолната понуда ги добиваат тендерите, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Представници на здравствени институции, трансплантацијски тимови, владини представници, студенти учествуваа на трибината посветена на органодарителството и значењето на трансплантацијата на медицинскиот факултет. Секој ден 17 луѓе умираат чекајќи на листите за трансплантација. И тоа е навистина недозволиво. Единствената причина за тоа е немањето на органи. Подигнувањето на свеста кај граѓаните, атакирањето на сите предрасуди кои што ги имаат е исклучително важно. Законот е еден од мерките кои што ги превземаме за подигнување на свесноста за орган донорството. Моделот е актуелен, кој што е сега, зборот го има семејството, согласноста е предпоставена. Сега, одиме ако единката сам си дал изјава во тек на својот живот, неговата волја е супериорна. Значи тогаш се почитува волјата на единката. По рекламите гледајте само вистини со Александра Видиновски, ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.